Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добре дојдовте во новата епизода на Спорткаст со Стефан на Слободен печат. Ракометот со години е спорт број 1 во Македонија, а нашите денешни гости се број 1 спортски амбасадори. Со мене во студиото се судискиот пар Ѓорѓи Начевски и Славе Николов. Добро вечер, ти благодариме на поканата и за убавата најава. Фала ви што ја прифативте поканата, што се појавивте на друг подкаст, освен на само ракомет. Тоа ни е, таму сме домашни. Таму сте домашни, да. Имаме ексклузива таму. Поздрав до нив. Поздрав до двајца, да. До двајца, да. Виктор Ние со водичка, служиме, не служиме со пивце. Ека ни има и пивце и мезенци. И Се одморивте ли моц од моц? Па ти кажам, тешко, не се одморивме како завршивме со светско, така отидовме Лига шампиони, за да веќе бидеме активни в дербито во Битола со Алкалоид и после тоа заминуваме пак Лига шампиони. Така да Повеќе денови сте во Македонија или во странство во оваа година? па Тама сме, пола. многу политички. Една недела одбор. имавме само одмор од светско првенство. Тука не судевме тоа коло прво и одма после Лига шампиони. Да. Мора културно Да, културно се Да. Како што кажа и Ѓоко, судевме Магдебург Алборг. Па идеме у понеделник за Битола судиме Еврофарм Пелистер Алколуид. Среда и у идеме среда за сме на Килце со Нант. Исто. Важна да физичка подготвеност ви дозволува да толку надпревари. Бевме многу спремни, да ти кажам, пред светско првенство, но знаеш како е, минатата година имавме европско првенство, имавме светско, имавме олимпијада, имавме Final финале Four, Лига Super шампиона, имавме Суперглоб, имавме во Саудиска. Катар, имавме Саудиска Арабија, имавме во Катар Азиска Лига шампиони. Така да знаеш, кога се спремаш и цело време си диета, си го мучиш телото. И како дојдовме од светско, се отпуштивме максимално, да ти кажам. Внимателна исхрана. Сега ја. Пред првенство да. Значи месец-два сигурно Аха. држиме диети, али сега после првенство што вика Ѓоко преку главата И организмот ти бара веќе Сега сме мало пуштени на релакс. најако. Али мора да се вратиме у колосек за кратко. Повеќе е отворен фрижидерот не затвор. Имате физички тестови пред првенства? Има. Секако. Лани трчавме 6 пати. И за прв пат трчавме на Олимпијада 2 теста, што никогаш не било случај. Мале без проблем. Без проблем. До сега, види, таму знаеш како е. Еднаш да имаш проблем, толку е. Нема Добро, шанси на без- поправен. Вие имате искуство, Имам искуство 20 и колку години искуство во судењето. Па Многу многу повеќе. повеќе, али меѓународна сцена 20 години тачно оваа година. Ајде за вашите почетоци. Кој прв почнал со судење? Па јако И постар после? почнав порано, мислам порано. Генерацијски тука се поклопували, 91-а почнав што се вика имамо таа југословенска книжка, али следната сезона почнавме да судиме у првенство. Така да Да, регуларно 92-ра, така се. 92 година, да, веќе 20 колку 40 но река. Кој бе 20? И останал човекот има амнезија. 20 години Европа, 33 години, 34 веќе Македонско македонско првенство. првенство. Ама македонско 37. првенство си фатал, не си фател ништо. Не, имаше бивша Југославија. Таа година Малце. се растури. Се растури. Пошто уште не се знаеше што како ли таа Да. 91 година веќе почна македонско првенство. Значи одма почнал македонско првенство. Да, па Да. нема после тоа, не се играше. Немаше континуитет, автоматски се остана пребацува Црна на Гора и Лига. Југославија да Да. продолжат. Србија и Црна Гора у своје време. Беше тоа СР Југославија како беше, Да. па Црна Гора, Србија и Црна да. Гора, па после Али ние како Македонија одма 91 почнавме со првенство. Јас Џулија ти? 94-та година почнав. Јас сакав се уште да играм. Играв едно време и со брат му, требаше заедно да почнеме, ама сплет на околностите почна он порано за да заедно почнеме 2004 година. Ти си тренирал ракомет? Да, јас тренирав ракомет и играв долго време и пивот, и играв до младинска репрезентација и толку. Бев малку попргав, поактивен. Со лактови? Се тепав многу и престанав. Ама тоа бев како играч, како играч. Славе ти? ја директно брат. Директно? Директно да, на судија. Не му требаше него. Знаеш како Да, беше да, тоа да. време? У Расадник Вардар игра надпревари, тренира и Тебе во секој комши? ден, да, со татко. Не, и он бевме научен таму. беше, не требаше да игра, он што гледаше, знаеше.
таму Искочи бевме- во двор, одма во По цел сала. ден бев у расадник салат. Цел По ден. цел ден. И тоа знаеш како гледаш полека. Врзани бевме за таа сала Сега расадник. се Да. реновира За одново. после толку време се реновира и ни буди За среќа, спомени некој за среќа, се активира пак Па мал. да се надеваме дека и Вардар ќе се врати во таа сала, иако се Не, така тоа е идејата, Вардар да се врати Да. таму, Вардар таму играше. Да заживеа малце кисела вода на Значи види за на македонско спортскиот план. првенство е перфектна салата и доволно и капацитет и Да ти све. кажам, наискрено ја мислев дека ќе биде малку поголема, меѓутоа капацитетот ќе биде од 800.000 луѓе, што кажува Славе за домашно првенство, Да, не е добро. лошо. Да. И ќе заштедат многу. Како не? Доволно А за е. овие дерби надпревари што се тука е. ќе Јане, Не, ќе ги растерети да, школските не, сали, школските сали, сега моментално дефинитивно. се во кисела вода, Види, се у две кисела вода има сали се. мањак. Две сали се само активни што Само- што да. функционираат Круме устари. Кепевски И што е борба за термини. Нема Кирил, не Нема е ништо. мала. Дуња, и Дуња. у Дуња. Да. Ами Добро, тоа не е Дуња за за ракомет, кошарка. мислам. е тоа, Кошарка да. и одбојка се. Не, многу е мала. Да. Да. Значи 94-та Џоле, 91-та Славе. Од кога вие двајца во комбинација? 2004-та. Од 2004-та вие сте 2004-та заедно? сме заедно. Види, ние сме комбинација од деца. Аха, Значи аха. сме зборале на секаде, значи родителите судеа заедно во Југословенска лига и ние се дружевме и приватно, така Да. да тоа ние сме од деца. Што каже и Ѓоко, сакавме заедно да почнеме, ама ете, склопна околности ја почнав порано. Така да дојде момент после 20 години. И после кога дојде моментот за Европа, мораше да дојде со прав судија да суди. И тоа беше Па не знам кој како гледа на работа да не. Обратно. Кој се бараше еден со друг или како се поклопија коцките за вие заедно? Имаше комбинација некоја, Аха. се понуди прилика таква и искомунициравме за понатака да биде. А си имаше ти стален партнер судиски? Јас судев со Колевски тоа време, Аха, сега не со со Ѓоко. Он Ѓоко, менјаше поише партнер. се бараше Доека него најде комбинација. правил ја. Да. Ама ја гледаш испаѓа по мојот. И така. А ти Џоле? Јас имав само еден и единствен, другар ми е од деца, се уште сме другари, Папуџиев Панчи. Аха, више не е Сестра активен. му не е активен судија. за жал, треба да го активираме као делегат. Сестра му исто од спортска фамилија, татко му беше судија и сестра му играше долги години ракомет И и за во репрезентација и сега е моментално работи во Вардар, во клубот. И од 2004-та почнува таа посериозното судење. По сериозно. Први надпревари струшки турнир. Аха. 2004-та. Тука се во игрувата, стари. Тука почнуваме и после тоа 2005 година полагаме тука во Македонија на еден машки надпревар и еден женски, дојде делегат од Данска да не контролира. Пак со тие данци. Пак нонстоп ни е нас Значи, да. се ни е поврзано со тие данците, нема бегање. Нема бегање. Нема На бегање. 2006 година во Чешка во ХЕП полагавме курс за светско. светска И категорија. од тоа што е во трн Али, трн во око али на како данци. фативме од 2005-та, значи европско, До до ден ден денеска. денес немаме континуитет, значи секоја година дали европско, дали светско, до ден денес немаме промашено. Што не верувам дека има некој пар да има Од која година? од 2005-та Од 2005-та до ден секој денес секоја година имаме дали европско, дали светско. Добро, 2011 почнавме со сениорски првенство. До тогаш све беа тие. Така Добро. се прогресира, не можеш Да. одма да идеш на сениорско. Проаѓаш нели прво женски првенства, машки првенства, кадети, јуниори, и после тоа Имавме едно женско првенство, Да. проаѓа Да, женски, имавме 2008. едно женско. Не, имавме и Македонија како. Да, едно. И И уште едно имавме Кореја во имавме. Кореја, кај што го судевме финалето Норвешка и Русија, 2010, и тоа беше 11, последно. 10. 10. Тоа беше последно што сме го суделе женско. Тоа ќе го прашав, не ја среќам веќе судите се и свашта во македонско првенство. Неретко се некогаш се случува да судите и младински категории. Ние сме едни од Немате- ретките судии, ние Да, немаме. немате таков- проблем немаме таков? таков проблем, нити многу имаат проблем и комплекс мислејќи дека се некои големи судии, ние напротив немаме. Судиме од младински до Да. кадетски до сегде кај што има потреба, поготово. Ама не сум ве сретнал во женски ракомет, не сум да, ве сретнал. женски ракомет ние секогаш велиме и се шалиме дека тој е друг спорт. Критериумот не може да се изедначи. Да. Судевме и женски, ама не толку. Да. Не е за нас женски. Машко е машко. Не сакате Тоа друга- рвање машки малку, спорт, да. друг- така е. Друго е на стилот на игра, не е. Значи од 2005-та со европска значка и од тука почнувате константно да од 2011-та веќе 2011 ни е светско прво во Шведска, Аха. 2012 ни е прво сениорско европско во Србија. А 2008 во Хрватска во Вараждан? 2009 беше. 2009 да. Не бевме, ние бевме на младинско во Тунис. Аха. Судевме полуфинале Данска Тунис. Како? Не, извини.
судевме четврт финале Данска Исланд. Данска изгуби во четврт финале за да Исланд, после Тунис. тоа судиме Исланд Тунис во полуфинале. После, значи, 2011-та Да, од тогаш до ден Од тогаш. До денес денес немаме. нема да. промашаи сениорските. нема промаши. Да, и за среќа четврта Олимпијада, што ретко кој може да се пофали. Првата ни беше 2012, значи во Лондон, после ни беше 2016 во Рио, 2020-21, нели, во Ковид беше во тогаш. ковид времињата беше во Токио. И Имате некоја евиденција колку меѓународни надпревари на овие светски репрезентативни Едно време пишува све. Он пишуваше све. Ама кога видов дека се многу Многу и тетрадки, секам и многу- зашто, Слушай, ама викам, не поради тоа да пишува што сме судели, него да види колку пари сме земали. не се рачува. Многу прошко, така да. Али многу надпревари. Многу. попис правил. Што Попис, кажа, попис. Ѓоко што кажа 8 светски првенства поред, 7 европски, 4 олимпијади, 4 пати Final Four, 3 пати полуфинале, еднаш финале. Луси Супер Бизарно. глоб, не знам колку пати. Да Не можам да зборам. запамтам ја се. Многу, многу. 2012-та судевме финале на Куп ЕХФ. 2012-та, тоа е пред 13 години сме суделе финале на Куп. 2010-та судевме Куп на купови, тогаш така се викаше Куп, ова Челендж Куп што е са, Куп Купови купови. беше тогаш. Магдебург, Гумерсбах, така нешто беше. беше, колку што памтам. Добро Значи памтиш. нема куп што не сме Он суделе има финале. селективна меморија. Памти што му се памти. Што му се допаѓа, Што ти одговара? Така. Колку пасоши имате сменето во овие 20-30 години? Многу. Многу пасоши. Многу Се дури- случува нага пред рок да ги менувате пасошите. Секогаш ги менуваме пред рок и обично се наоѓаме у МВР, у телевизија, у зградата. И прв момент и беше чудно, после сватија зашто е тоа Значи, така. вие со аеродромски полициски службеници на здраво. се знаеме како на здраво сме. Да. Бога ми Сега секој. имавме на крај последно проблем кога беа нели замена на пасош. Па некако ургиравме за побрзо, така да Да, за така това беше, беше да. кнап беше времето негде кога требаше Требаше да идеме. идеме, али ни искочија во пресретка и секогаш без проблем. Бога ми. И ако треба, мене ако ме прачуваш за одредени луѓе треба да имат дипломатски пасош да немаат проблеми. Точно. Сепак ќе представуваш државата, И представуваш. тоа ја представуваш државата 15-20 на години највисоко можно највисоко ниво. можно ниво. Затоа реков спортски амбасадори број 1. Епа, имаше една таква најава, ќе бидеме спортски амбасадори, ќе ни дадат тоа, ќе ни дадат пасош, ќе ни дадат пензија. Ама тоа, ама Ама се е ке. Само ке, македонското ке е најголемо. Но ке ни она, знаеш, апострофчето на ке горе нема. Да. Да се од кај да почнеме Може сега сега? ќе дадат, не се знае. Може. На Никош- на Слушај, размислување. ние збориме до сега, од сега што Никогаш не е знаеме. касно, да. Може за на крај на кариера судиски. Па имаме уште 5 На светско ниво, на светско ниво уште колку може да Види, ние обично да судите? можеме до 50 години. Ама Славе, пошто е роден во август, да, ова не е шал. Пошто е роден во август, имаме, тоа е фактички нова сезона. Може уште една година да Он истера. пошто е у март, една помалку има. И генерација школска. ама среќа за нас или за некој друг и несреќа за друг. Многу сме слаби на суди у Европа и во светот у последно време, па за одредени парови кога нас ни продолжија до 55 години. И ја на шала Зашто секој знам дека во една пригода кажавте дека овие последно светско првенство што требаше да биде нели. Требаше да Беше биде, така така, беше. ама после тоа променија. промени, сега ќе не гледаат уште некоја година. Да, уште некоја година ќе ве трпат овие Ќе не трпат овие данци. данци. И французи. Па погами на французите им се посреќuje со нас, да ти кажем, мада и на данците не Да, го да, има да среќа со последниот гол. Сега со на надпреварот со Шведска на ова првенство. Не, на ова првенство не беше со Шведска. Со кој на ова беше? првенство беше со Египет. Со Египет, да, со Со Египет. Египет Франција, Египет. и на крај да И им со судиме против Португалија Португалија, пак за трето последно да промажат португалците во последна секунда. Колку е тешко да се суди на французите. Бар на ова првенство. Да ти кажам наискрено, нас ние немаме такво оптеретување дека ние тешко на некој да му судиме. Ние уживаме во тоа што го работиме така да не гледам на кого му судам. Исто се понашам, дали е Франција, дали е Египет, дали е Данска, кој да е, ние сме тие. Ја мислам дека е обратно со ситуацијата дека клубовите се поставуваат према нас. Знаат нашиот критериум кој е и сега ве судевме Магдебург Калбург.
значи они може на други суди ќе напрати притисок и Да. све. Нема кај нас тоа е. Тој си знаат Бидејќи знаат Французија онака маца да се Не, чепка со не, суди, не. Па со се коректни, со нас. Да. Пак ти Кога ќе кажам, знаеш они работата лесно. знаат на дефинитивно. кај кого колку може да направат притисок, така Да. да. И на светско ниво важите за еден од најдобрите суди. Дали мислите дека чекавте многу долго да земете некој финале на европско првенство? Да ти кажам, наискрено мислам дека чекавме многу долго, иако го заслуживме многу порано. Меѓутоа сплет на околности, никогаш не е доцна, јас велам. Ги одсудивме сите финалиња у светот што постојат, ги имаме одсудено. Сега го вртиме Од тука брчаникот. почна од надпреварот Вртиме со брчаникот сега. да, од надпреварот со тоа финале на европско првенство беше, така? Да, Хрватска. 2020. Да, Хрватска, од тука Шпанија. почна више вашите планови да се остваруваат. Така, така за да се заокружат со финалето на Олимпијада во Токио. Во така. Во Токио. Тој надпревар Франција, Данска. Франција, да. Не, сега во Хрватска зборам 2020. Не беше во Хрватска, тоа беше во Хрватска финале, да. Хрватска Со финале кој беше- играше тогаш? Тогаш играше со Шпанија. Со Кога Шпанија. ги досудив чекорите Чекорите на на Карачич. Карачиш, тоа ми беше Знаеш што прашањето. е Да. најбитно? Значи многу судиски парови добиваат финале многу порано. Пример ке доби и после тоа ги нема нигде. Да. А Ги кај нема. нас ние сме континуитет, значи дали било порано, покасно, ние сме истите. И веќе траеме што се Не вика има 20 една, години. има една разлика. Што ние после секое завршено првенство, знаеш, има многу луѓе преска убаво ти кажа, ние не сме оптеретени дали сме судили Да. финале или не сме судели. И секое првенство почнуваме како да почнуваме од нула, од почеток. И јас секогаш му викам, заборави што сме свиреле, почнуваме да им докажеме од почеток дека Да, сме да. пак Значи не признаваат стара слава. Што си судил, тере си од почеток, но И затоа првенство, траеме толку нова години. сезона, Види, Славе, ти ги свирна чекорите на Карачич? не он. јас ги свирнав чекорите на Карачич. Кај го беше моментот, објаснете ми го. Ова На моментот гледач. беше многу интересен. Се движеше... Се каравте на се каравме, слушалка? се карав. Моментот беше многу интересен, се движеше резултатот цело време. Разлика, неречено, 2 разлика, 1 неречено. И сега, уште десетина секунди имаше до крајот. Не, Да, поише бе, имаше повеќе, 15-20, да, не, да, 40. има напад после. Последен напад на последен Хрватска напад на беше. Хрватска, една разлика за Шпанија. И сега очекуваш може ќе дадат гол, па продужеци, и сега ние сме спремни и да е нерешено да играат продужеци. И во еден момент не можеш да се видиш и само слуша он свирка. И што свирна бе? Што свирна бе? Вика. А и ти сам знаеш дека свирката која му ја зимаш на тој напад е различна, Да, малце да. појака, друга музика. И јас се осеќам, не ни гледам Друга таму на музика сите. гледаш и си- по И музика само му слушам свирам. дека зима топка, а него ни гледам пошто играче. И само викам што направи бе А човек. ти не го гледаш, немаш Па видик на... не, ама не гледам ни што на- покажува да. како сигнализација, само свирка дека им ја зима топка, ти овие се пушташ, шпанците викам што направи бе човек, последна минута. Кораци. Викам, Бе, ти какви видиш, кораци? какви Абе, кораци, вика, бе, 7-8 вика не може да не ги судам. Викам, појако од мене. Кого ги избра? Па 5 сигурно. Тоа не се брои брат, Тоа е- тоа Да, се се осеќа. осеќа. Тоа се Знаеш, осеќа. Не можеш Со кораци искуство да се броиш, осеќа, да. Е па види, за илустрација, ние ако не ги досудевме на дадеа гол од Ќе не тие чеко- изеде. Ќе не изеде. А ти Тога гледај, беше и... ти гледај на ова првенство светско, даваат од 10 кораци гол, едни идат у полуфинале, други даваат од 5 кораци гол, идат у полуфинале и никој ништо да не зуцне. Никој ништо да не зуцне. Е да бевме ние, ќе ни изеде. Да, и плюс, знаеш, Хрватска, притисок ти е другачие, ке речате, балкански земји ваму тоа. Вака, најшо вика, свирни си тоа што е... Ой, никој главата ништо не ти боли. може против тоа. Ви честита на крај на надпреварот и шпанците и хрватите или? Види, од хрватите дојдоа скоро Поединци сите дојдоа, поединци поединци за Дувњак, можам да кажам, дечкото е шампион. Секогаш джентлмен, господин, дојде, честиташе. Може да се согласил, може да не, ама не каже ништо. За да Лино Червар ден денес да не призне дека се чека. За да не призне дека Добре, се има чека. години човека, да има години не му гледа, замераме, да. веќе цениле. Среќа. Делото брзо му иде, не. Брзо му иде, не може да ги пати чекори. Имавте проблеми со него кога беше тренер на Металург? Ао, со него сите сме имале проблем. Проблем. Знаеме Джоле Види. дека имал и со... И со Вујо, и со него, не само со Ама Вујо. фала такви ликови Да, у ракомета, дефинитивно. значи што се со карактер, Фанатици. што знае што сака, знае како, знае притисок кога да направи, тоа е некош и добро. И тие се со жар у играта, ме разбираш, и ние сме со жар, нормално е да има и некој инцидент и тоа го прави Ние драж на викаме, играта кога поубаво. не ти оди, значи тренер е тој што треба да сценира нешто, инцидент, некоја ситуација. За да ја врати притисок, екипата во игра. За да подигне Да. атмосферата, значи не е само да си мирен па да изгубиш.
Сите си имаат тактика, зависи пак кој ти суди. Тоа е Знал да ви направи притисок пред некој двомеч тука со Вардар кога беа Металург во најгото дали време? знаел, он мислел дека прави притисок, ама на нас не можел да влие. Он покушал, една судевме Металург Веспрем. Аха. И Сека ли га? Не, пријателска беше. Аха. И, Па на знаеш, пријателска си слушај, права. слушај, Да. на А пријател- Станич беше за тоа што Станич тоа беше, тие генерација. да. Кога беа сите, кога игра у Металург, Станич, едно друго. И на еден тајм-аут им вика, значи нападнете ги сите, вика судиите, не може сите да ве исклучат. Арно, ама ние ни кажуваат од озгора, пошто иде на телевизија утакмица. И викам, слушај, можда сега не можеме да ти исклучиме, ама кога треба ќе ти исклучиме. Толку беше. Циркузан. Циркузан, баш циркузан. Фала тие времења во македонскиот ракомет. Дефинитивно. Има жар, не дека нема сега во нашава лига. Друге сега. Но атмосферата такви Друга- луди друга глави атмосфера. фалат. по смирено, по-културно е. Да. На време беа многу луди глави. Поготоа сека лига едно време се погодија сите луди тренери од бивша Југославија да бидат у сека лига. Од Перо Милошевиќ до Миле Исаковиќ, до Вујовиќ, до сега го зборевме, до Червар. Значи многу на едно место. А со Вујо? Со Вујо- Джоле мораш ова Со Вујо приказна сме, рака. со Вујо сме си другари сега. Сега сте сме другари, си најдобри другари. Своје време, но и двајцата сме исти карактери, знаеш. И импулсивни и двајцата и А реагираат. што се случи? Зошто до До инцидент Па близко до инцидент. терен влезе. влезе у терен да се пресмета со нас Аха. на тие едно дербито Вардар Металург. Меѓутоа иде тоа 2 недели претходно. Судевме некоја друга утакмица на Вардар. И у сала бевме само ја, Славе, татко ми и Неделко. Работеше своевремено судија, делегат и работеше во Сојуз. И он ја фрла тренерката и вика, јас ти кажувам веќе ти нема да судиш овде. На кого бе му кажуваш? Ја по него у трибини. И тука Славе, татко ми, значи тоа беше увертира у она што се случи после. И после Јан Пунаева беше, да. И после се случи што се случи. И сега да сме А добри. бевте спремни, Славите беше спремен дека може да се случи И некај... тоа секунди се упраша. Да, му Тоа тие, гужва, у тие ама времиња тогаш- бевме спремни на све. Млади, полни со Млади, енергија. полни и тие Да. нервозни од двете страни. Тие дерби Вардар Металург беа, знаеш, ти текнува и на тебе. Месец дена Да. пред утакмицата се правеше атмосфера. Да. Месец дена после И по утакмицата не медиуми, стигнуваш. по све. Види, По медиуми надвор кој ќе те сретне, ти прети, ти знаеш што е разликата од тогаш и сега? Тогаш, например, Војович бил у врвот. И као тренер, и као се ние млади, тогаш сме починале со кариера и си мислел дека може да направи притисок и тоа го направи тоа што го направи. Сега, например, другаче размислуваат. Никој не се обидува да го направи тоа, пошто прво ќе биде многу санкциониран, второ нема да пројде кај нас со таква реакција сигурно. или ќе дое у негативна конотација по него. Да, ама мислам дека сега и странците што играат ги има доста во нашето првенство, ја нема таа жар што имале порано во Металург, Вардар и во други екипи што Ма тоа самите тренери ја прават таа атмосфера во клубовите. И самите луѓе ја прават атмосферата и сами сега ние како деца не сме биле исти со децава сега што се. Да. Сме биле поенергични, поимпулсивни, сега децава се. Сега, Ајде да не кажам 2000-та што се. годишта. И од што се направени, за жал, ама све си има свое. се зима своја, Се си да, има да, своje. да. Кој е најтежок натпрев што сте го суделе? Со најголема тензија во македонското првенство. Паметите ли некој таков натпрев? Славе по тие надпревари вака ги. Ба нема тие се брат, Пелестер, Вардар, Финали. Вардар, Металург. Тие се сите тие дерби натпрев. Нема може да се погоди некоја година некој да биде со повеќе разлика, ама пак набојот си е набој. Навојот тие се уствари најтешките. А иначе да. надвор секоја година викаме и овој беше најтежок надпревар. Само што си го рекол тоа следно коло уште потежок. Само викаш овој е најтежок. Пак доаѓа пак потежок. И Скроз нема. друга тежина има тие надпревари. Кај нас, Кај од нас, секаков аспект. ретко се случува да има 3-4 гола разлика на надпревар. Стално е тука еден нерешено, еден блиско. нерешено. И знаеш, ние сме мала земја, сега вие медиумите сте експонирани на сите страни, еден да пише и одма сите, На него. одма превземаат и сите Да. на него. Значи, у порано времињата биле немало ни камери, не ги снимале. Па и да се случил инцидент го немале. Сега уште не се случил веќе во етеро. Само не знам кој интересот е. Сега се случи најново, кога судевме и Франција со Египет. И сега Карабатиш постигнува гол
последна секунда 0:03 таму. Идеме гледаме на видео, значи гледаме дали е во време топка. Гледаме дали у време. Сега враќаме снимката да видиме дали коректно извела, значи све е регуларно. Досудуваме тоа да така после нашите портали направива снимка, еден корак бил тој французот напред, ама оние прават снимката замрзнуваат од која е свирката дадена, Значи, а тогаш имаат право да свирнеш, трчат. има право да Ја трча. не У знам рок од само 3 на кого секунди му треба да користи да прават сценарија. У тој момент му користеше на Хрватска, пошто не им одговараше Франција да игра со нив полуфинал. Не секој ги знае правилата. Не ги Најлесно знае, е. Ама сите се стручњаци на Најлесно Facebook, на да тастатура напишеш и нешто, тоа. да. Да, обично дома што не им дава да зборат на овие Иако социјални ракометот мрежи. е Али таков добро, има спорт. и коректни, после демантира, одма пуштија коректна стика, така да морам и еден дел да Не, ама тоа е пофалим. наш македонски синдром. Значи он ни видел, ни проверил, одма само Копи превзема. пес прават За некои, кликови, за кликови, за гледано, за ова, за И она. кога ќе видиш некои Ама портали навикнати што сме немаат веќе. врска со спорт, прв пат пишува, ама важно да има нешто да се клика. Тоа е Аре, таков е непроверено. ракометот што и често се менуваат и правилата. е, Што пример, јави се, прашај Да. зашто е така, па ако е така, стави го, не вака, видел негде, ајде ја ќе стави. да се плука е најлесно. Најлесно е, да. Јасно е да се А плука. дојди тоа досуди го таму на терен, биди ладен со главата, 20.000 Да, публика, концентрација во па 6 да. минута. Тешко е. Не е така лесно, ама тераме. Види, Да- се покажува Еве дека не е вчера, лесно. вчера кој прати Лига шампиони Веспрем со Спортинг, данските суди еден на сред надпревар со несвести падна 28 минути. Хансен и Однесо- Матсен, да, нашите однесо болница. најомразени Така можеби да, суди од И тоа. ние судиите не е така лесно и физички, и психички, си има своја тежина. Да, Знаеш цел- како викаат, абе судија свириш. Само со не е таа разлика што тие од тие земји работат со психолог. Не сами си работи. Сами се работиме на себе. Да. Кога сме веќе кај Хансен и Матсен, Не проаѓа психа. кога сме кај Хансен и Матсен судиите од Данска, има нека тенденциозно, можеби јавноста ќе каже тенденциозно судење на Македонија и Холандија на преварот. Како вие како суди, како луѓе од фелата, како ќе го искоментирате тоа нивно судење на преварот со Холандија? Види, ние сме колеги, не можеме да коментираме за колеги. Аха. Не би било коректно, ме разбираш. Ама ја ќе кажам некои работи, ама не да ги критикувам, него ја мислам дека коректно си одсудија утакмицата, сад дека имаше 20 исклучувања, не знам толку пенали, требаше и повеќе да има. Друго е работата, ако дозволиш надпреварот да ти оди во тој правец, зборам генерално, не сега за нив, Не, тоа е се вика гейм менеджмент. Да. Значи треба да знаеш што да Треба исклучиш, да што да не исклучиш. знаеш прво Иако кој имало игра. и немало. знаеш како ќе биде мора да се спремиш, не можеш да влезеш во надпревар и чекај ќе свирам. Значи знаеш каква е атмосфера. А види, од друга страна па и кармата е Да. ова, па ги задеси кармата на што не малтретираат данците толку време. Еби ga да видат по кој удира да тие им вратија. Така иде тоа. Така иде тоа. Зашто и вие и Драган Начевски, зашто вие сте зашто ние македонците устари како народ и како репрезентација сега пак не нападна, сме трн во око на данците. Сега Од ќе кога ти кажам- од кога датира сега ќе таа ти- сега ќе омраза ти кажам на зашто. Не е тоа омраза, тоа е еден револт дека земјичка мала ко Македонија има и подобри суди, има и подобри луѓе што работеа у ракометот и не може нив им бодеше очи дугачко време дека некој од Балканот ги води и суди како што треба и подобар и само тоа е ништо друго. Они мислат дека у тој замислен нивни зачаран круг дека само тие функционират, а мимо нив никој друг не знае ракомет. Ето во една прилика ве оптужија дека ми местите над превари. Да. Како се справивте со тие? многу Рекла, казала, многу, муавете. многу лесно без психолог. Така што они после секој надпревар им треба психолог да се вратат у нормала. Ако им се, Преземавте некои правни ако им се действија? дешеше ова што ни се деси на нас, ќе не може да ги вратат у нормала едно 3 години. Види, ние бевме колатерална штета. У случајов, они сака преку нас и преку татко ми, преку балканските суди, да не оцрнат како народ, да не оцрнат дека еве овие од Балкан се покварени луѓе, дека вака, онака. И да стигнат таму кај што требаше да стигнат, имаше многу јако сценарио позади да превземат и други некои структури. Помина, заврши, се вративме уште појаки.
Ни направиват и позитив, не како секој е негативно, па и реклама е позитивно. реклама. На истото тоа првенство го судевме и финалето баш на Данска и им покажавме зашто сме најдобри. Најдобри. Така да и релевантно е тоа за нас, почнаа позади да нас. пишуваат такви работи за нас, ние од тој момент сите финали ние ги отсудивме. Или да преземавте нешто да Нема правно што. нешто од... Не, Си бевме во текстот Да. сите тие. преземавме, Сите, меѓутоа они се толку заштитени да не можеш Не можеш никако да правно, да мораш да ги тужиш у Данска. Многу пари се потрошија, а не можеш да стигнеш до нив, има толку и актив на адвокати, пошто не име прво, ги тужат од милион страни, милион афери вадат што се, што не се, за да бидат читани, гледани. И тоа не име... Немаш крај, ако Нема почнеш да крај. се докажеш вака пово. Знаеш како викаат? Ќе бидам Не, пластичен. подобро да не бидеш Ќе пластичен. бидам Немој да пластичен. бидеш, знам што сакаш да кажеш. Слободно, Смени ги збороите само, нешто друго. Не можеш да ги Слободен можеш печат да е ги ова, смениш. така да слободно може Слободен да се... печат. Има еден Да се пријател изрази. наш, значи Адвокат, не, многу адвокат јак. не посоветува, вика слушај, ние сакаме да преземе кој што прашуваш. Вика слушај да ви кажам момци, тоа е машинерија, вика не сте ни први ни последни, вика они се тужат со милион такви ќе оптужат нешто, ќе пуштат, после ти иди тужиш се 10 години, ќе се нервираш, вика. Остави вика времето е лек за Слушај, све. многу е политичар, а не можам да не го кажам пластично. Па, кажи Вика, да ако се. влезеш у гомна, вика, ако почнеш да објаснуваш да се мачкаш, уште поише ќе влезеш у гомна. Не, ќе Вика, смрдиш Ќе поише. смрдиш поише, вика, Почне го да- оставиш гомното од сисуши, вика, Само ќе падне. Ќе падне, вика, од тебе и тоа е тоа. Така и ова времето си лечи се. Еј, баш така е. Многу убаво кажа. Многу убаво, многу поучно. Да. И го Сликовито. послушав, да, и го послушавме и искочивме После ковито здрави. После ковето здравје, кога сме веќе ќе исудиве, баш сакам да ги искоментирате и за нас. Македонска јавност што следи ракомет, сестрите Понавентура од Франција. Какво мислење, дали се... Не наврати на... Види, сега ќе ти кажам како. Ние со нив сме имале таа прилика да бидеме малтена на секој првенство заедно. И ја и Слава имаме... Иако они, според мене, не заслужено да сте на секој првенство. Меѓутоа не можеме да го порекнеме Као фактот дека женски од пар- женски пар биле најквалитетен. За дали заслужиле да бидат на мушко, не е на нас. Да. Меѓутоа, како женски пар па биле поквалитетни и од многу машки пари. Е сега таа ароганција, таа препотентност, што многу им ја замерат, не дека ја немале. Види, тоа е стил. И за нас збора дека сме арогантни, вакви, такви препотентни на натура, не е вистина. Мислам сега си кажуваш Да. сам не. Ти не се осеќаш дека така мислат луѓето, исто и за нив. Да. Тоа им е стил на водење на натпревар. Има некој уште се другаче, сега ќе речеме за данците. Абе тие таков им е стилот. Дали е арогантен, не, тоа е. Дали го сакале или не, тоа е. Да. За жал. Тоа е тој Али што стил вика не- Ѓоко од женските парови, тој период беа неприкосновени. Да. Еве денеска Дека се ебале многу пробува такмици, се ебале. да. Да не се лажеме. Добро, секој- Меѓутоа, тоа е. Еве се откажа на прошлот Да. Final Four им беше последен и да Не, последен на Олимпијада, мислам. на Олимпијата На им беше Олимпијада последно, се да. опростија, да. Се опростија од судење. Рекоа дека им е доста, веќе од све и се откажа. А може да судат уште 3-4 Може, години. сигурно. Балканот важи за простор каде што вади многу добри суди во секој спорт, но од балканските земји доаѓаат и најмногу ракометни суди, ако не се лажам, на европски И на првенства и на светско. Сега бевме од бивша Југославија од сите земји. 6. 6. Освен Косова немаше, ама може ки имат и они, не е спорно. Ора таму ракомет да Тука е малци политики, да. Не у експанзија, дефинитивно види они за малку им фалеше да се квалификуваат на европско. Па со Холандија Со одигра. Холандија нерешено Дали одигра. од Словенија, Многу Хрватска, наши Босна. тренери и играчи играат Да. во Косово. Отидени се доста напред се отидени, да ти кажам наискрено. Така да не би било неочекувано да се појават на некое европско следно првенство. Како што и проширена Да, Така, целото 30 да, сега и првенство, 30 имавме од Србија, репрезентации, имавме од Словенија, имавме од Босна, имавме од Македонија, имавме од Црна Гора. Црна Гора. Како котираат македонските судиски парови, А ние секогаш котираме најдобро. освен вас? па Нели? види, котираат, македонските парови котираат високо. Не сме само ние, има и други, значи квалитетни судиски парови што си судат континуирано. Женска, И еве, женска женска лига лига шампиони, шампиони, нон-стоп, да. Карбенска, Карбенска и- Металари, Николовски, Николовски, сега Начевски, помлади со Начевски, Битолчаните. Битолчаните, Божиновски, Илиевски, Уште не се, Илиевски, браќата од да, уште не се, да, Митровски, Митровски Тодоровски веќе имаат две судат веќе утакмици две, Лига три шампиони. утакмици, да. Значи самиот наш квалитет доаѓа дека и други парови ќе бидат повлечени. Јас со
сигурност можам да кажам дека наши парови би отсудиле многу подобро од било кој друг европски пар во било која потешка утакмица. Што кажа Со тоа, на пример, нескромност би го мала тврдел земја, тоа. мала федерација. Ја тврдам дека уште 2 пара од кај нас може да судат на секое светско машко првенство како што имаат големиве земји 2 Без пара. проблем. Ама ете, тоа сме. Дали Толку нивната му- политика дека ние сме мала земја, па доволно еден судиски пара? Све е лоби група. Лобирање, Све е тоа, лобирање. све, И колку си големи ти федерации присут- и се, колку да. си присутен во тие федерации. Само тоа, ништо повеќе. Па затоа им сметаше Драган Начевски. Затоа што ги направи сите овие суди од Балканот да бидат тоа што се Да. денеска. Точно. Како поминавте на ова светско првенство во Хрватска? Па ти кажам, одлично. Па не беше само Хрватска, беше и у Да, Норвешка. сегде беше. Беше и у Норвешка и у Данска. А ја и Славе имаме секогаш таа чест и прилика да бидеме сегде присутни. Тоест, таму кај што е најтешко. По ова првенство променивме повеќе 10-12 лета, више не знам. И тоа ти кажува све. Почнавте У од Хрватска каде? судев. Од Данска. Од Почнавме Данска? семинар у Хрватска, па у Данска судевме 2 надпревари у групна фаза, судевме еден у мејн раунд, па после се префрливме во Осло, судевме еден, па не Се вратија вративме во у Хрватска, па судевме пак не вратија у Осло. четвртфинале, што беше? Четвртфинале судевме Четвртфинале, па Хрватска, се Франција и вративме Египет. назад во Осло да судиме за трето место. Кој беше најтежок надпревар за судење на ова првенство? Да ти кажам, ова првенство сите ни беа тешки надпревари, и смисол сите завршија нерешено, Ова е беше разлика. да, Франција. Со Египет. Франција и Египет. Беше најтесен, најнеизвесен. У зборам резултатски. Со највеќе тензија, нака да бидете присутни Не со тензија целата како тензија како проблем, концентрација. ама као надпревар беше стварно и египчаните ова првенство го одигра врв. Беа на раб да победат, што се вика една разлика у последни стотинки се. Па и Франција, Португалија беше еден разлика. Исто и таа. И Алжир, Тунис беше и Нема кај многу нас. други. Дали мислите дека со пласманот на Хрватска во финалето вие го изгубивте судењето, тој Јас престеш? мислам дека го изгубивме. Зашто јас така мислам, Јас затоа и мислам ве дека го прашав. изгубивме, али види, Бидејќи нели балкански земји, поранешна и Југославија. данците беа упрашање, не беше толку Аха. балкански колку што мислам дека Данска беше, па ќе имаше вака или онака, можеби побоа што него судевме. Сме си суделе, иако го заслуживме и по оцени и по судењето, меѓутоа нашиот надпревар искочи многу поинтересен од финалето. Јас секогаш велам такво финале, па и не ќам ни да судам. Истото беше Да. и за Олимпијадата, по оценки бевме најдобри, ги отсудивме најтешките надпревари, отсудивме четвртфинале, отсудивме Германија, Шпанија, У група. у група, најтешкиот меч, една разлика, за да го отсудиме у полуфиналето пак Германија, Шпанија, исто една разлика, и дојде финалето кој беше Данска, Германија, 15, ма кој 10 поише беше од 15 разлика. Такво финале не ни сакам да судам. Да. Види, Бе, има- ни треба. Многу се доминантни Има данци. и, има и политика тука, мислам не политика у буквална смисла, значи си судел све. Да. И Ние го даваат можност и на други да Ние го судевме минатото светско финале и ние го судевме минатото Олимпијада финале и сега тоа има Да, нема лош- многу, Да. да не се Вена да надоврзуваат. ги поделат на сите да има. Пак е тоа политика, лобирање, значи да има за сите. Иако не е коректно за мене. Ако може Данска да игра финале Секоја 10 година. години поред, зашто ти ако си најдобар да не судиш 10 пати поред? Точно, точно. Најдобрите треба да бидат на Види, најдобро кога има критериуми, има оценување, бодување, треба да се иде по тоа. Најквалитетниот на тоа првенство нек се суди без разлика која екипа игра. Веќе таму се сите професионалци, дали била Хрватска, дали била Србија, Кој македонски да е. суди, српски суди не е битно. Ние сме Ти си професионалец там. А ако не отсудиш, шетај. Кој од вас двајца повеќе дава важност на оценките по надпреварот? Јас Маруба ме никогаш, подсети, треба да пишеме. јас никогаш не сум се Ја заморал им ги со оценки. пополнувам на Он ги контролерите. пополнува. Една само, два пати сум се изнервирал и тоа знаеки на какви никакви суди и какви оценки ставаат. Иначе знае он он пополнува, ја не се ни замарам со тој. Затоа што знаеш како е тоа, делегатот става своја оцена, ние како суди си ставаме сами се Сам си се оценуваме. И сега оценуваш. се прави некоја се гледа. Некоја ако е средина. голема разлика, тогаш има експертиза другија прават контролата. Ако си тука негдека се Да. прифаќа контролорот. Ги гледате надпреварите од кога ќе ги отсудите? Ја ги гледам. Ја никогаш. Ама не Он се. ги гледа, не ги гледа. Ептен кога сум задоволен нешто, тогаш си Па гледам. така сите Ги надпревари? гледа или- сите Не, надпревари. Овие само од не, големи не, надпреварувања. Големи. Да. Само Сите гледам. надпревари. ги Ама и македонско првенство кој има некој важен надпревар. И македонско. Сите ги гледа. Има време за сите надпревари да ги. Има ги гледај само, го гледав надпреварот, топ беше. Ти кажува не и се тука знам, сгреши? Да.
Има негде и кај што сме Аха, сгрешиле, аха. кај што, Види, али знаеш што е кај нас? сега ќе ти кажам, ја ќе Да. го кажам. Не кажи ти па Што ја. е кај нас позитивно? Гледам други неке направат грешка и паѓаат у несве, се губат, после таа грешка уште 10 други кардинални грешки. Кај нас, знаеш, она проаѓа као гледаш да извадиш грешката, Да. правиш нешто од сценарио, ама после тоа си тераш, као да не било ништо и така треба. Значи не можеш да паѓаш од грешка во грешка, готов си. Да. И он стално ми вика, Секогаш треба да абе, има вика, некоја што се компензација, буниш, да. вика, бе, една Кажете. грешка сме направиле, пример. И ја ќе се фатам за таа грешка, пошто И ќе се фатиме труе пола са. Вика, бе, види оние што прават, вика, уништија утакмица, вика, никој ништо, вика, ти за една грешка, вика. Е, буквално вака кој што ти збориме, така збориме. на. Си на врв сите ти ги фаќаат и ситниците. И Викам, ние не сакаме да им даеме заправо никој да збори и стално максимално сакаме перфекција. Ама не можеш, некојаш се греши човек. човечки е да се сгреши. човечки Битно е е да се дали има сгреши. намера или нема намера. Така е. Стално зборите на микрофонче. Не ни тега- работат сега. Не ни работат добри 2 години да. само за добро за за визуелно, шминка, за визуелно да ги имаме. Ќе проработи А запазим на како се разбира. 5 минути, Со види, чукање ние по- толку веќе судиме заедно, поглед, доволно е све. со погледа се видиме, знаеме кога е пасивно, кога е, веруем и задниве 2 години без тоа судиме. Ги носиме Овие младиве пошто- сега- пошто мораме да ги носиме. Младиве. А не дека работат. Да им се случи да не им работат. Ја ти кажувам дека ќе крахира. Која е таа уиграност? Знаеш зашто? Зашто почнале со нив да судат. Да. И веќе им е Ние тоа секогаш влезено. сме Ние суделе без тоа, така да немаме осетили никаков така проблем. и така. Која е таа уиграност, знаеш, 30 години искуство и веќе види, 20 Ако години се веруваш дека у знаете. секој момент знам што ќе досуди. Да. У секој момент. И да, обратно да е се верувам, знае, ама да, значи толку сме уиграни, толку сме како автоматски иде од нас. Има ли кои се најперспективни македонски суди? Има доста млади македонски суди што почнуваат. Кои се според вас да издвоите некои? Па имаме 2 меѓународни пара, млади, кои веќе се перспективни, кои идат на овие На младински ИХФ, првенства на ИХФ. Значи ние имаме 3 ИХФ парови, што не може да се пофали ни една земја. Искочи до пред скоро и едно рангирање дека ние и црногорците имаме најмногу меѓународни парови во Европа. Чим имаш во Европа, имаш и во светот. Да. И самиот тоа ти кажува е показател дека имаме перспективни парови. Нашите синови веќе судат, веќе се во програмата за млади судии во Европа, така да се надевам дека достојно ќе не заменат и дека ќе не одминат. Имаме И ќе бидат- Да, тоа ми беше едно од имаме еден прашањата. женски- Еден женски пар кандидати, сега еден машки пар кандидати. Плюс кандидати за ЕХФ и овие се за Young како Referee мала Project. земја Македонија, Е, како одлично. федерација, значи не знам дали има некој. од 50 суди да ти пластично Не ти 50 долавам. парови, Не 50 50 суди. парови, 50 суди. Тоа ти се 25 пара. Ние имаме 8 пара Меѓународни. меѓународни и 2 на кандидати и уште еден, значи 11 пара. 11 пара, тоа ти се пола од судиите ни се меѓународни. Вашите синови се и трета генерација на Трета генерација. на спојка на спојка на Начевски Николов, да. така е. Да. Татко му беше Николовски. Па не знам, не се сеќам. Па јас знам. Порано знам лична карта Николовски, после Николов поспомнам. Ја имам тој проблем со презимето. Со презиме, да. Моите предци биле со В, јас сум сега без В. Ти си без мене. Татко му беше Во Ски, презиме. он е ов. Да, јас сум бил Крстевски, сега сум Крстевски. Крстевски. Да, и Значи, сите кој ме не, грешат. од прилеп. Он си Од се прилеп од прилеп. корењата. Него да. сегде го водеа на ски, а уствари беше по документи на ОФ. Джоле, ти си председател на судијска организација на Македонија? Председател, да. Така, по втор пат? Не, четврти пат. Па види, да ти кажам најискрено, сега ти кажам една работа. Ти кажам најискрено, не ни планирав да се Аха. повторно кандидирам, ме примора присилно. Имаше некој сака да ме... Немаше желбати. Немав. Еве најискрено нека ти каже дека немав желба. Присилно не примора да се кандидирам уште еднаш, дека ми бил трет мандат, четврти мандат. Ние сме здружение на граѓани. Значи таму нема по законот дали можеш Колку 3 треба, пати, да. 4 пати и така натаму. За функционери као федерација, тоа е да. Не можеш повеќе од 2 пати мислам. Кој- 2 мандата. И сега што се случува, сакаа да ме променат преку ноќ. Не сме работеле доволно добро со судиите, еве ти кажав, колку сме направиле. И ме фати инат од ако сме имале 50 судии, 45 биле за мене, ама имаме 70 со младите, 65 беа за мене. И ќе истераме доека терам и се ме фати инат, и ако треба и до крај. Ти кажам најискрено. Ти одлучуваш како се одлучува кој ќе биде делегиран Не, по не, вакво. Тој принцип сакам да ми сега го ќе ти објасните. објаснам. Значи, сегде во светот, председателот на суди и ги делегира, ги номинира
судиите. Кај нас не е тоа случај. И тука е разликата меѓу нас и останатите. Истото сега имаме Code of Conduct во Европа, каде што пишувавме писмо во Европа дека јас не можам да бидам председател на суди. И зашто не може? Што сите председатели на суди номинираат. Ние не номинираме. Ние сме тие што само вршиме едуцирање на судиите, семинари и ги контролираме дали писмени или практични тестирања. Толку е од нас, од судиите. Значи, едукација и тестирање на судии. Ништо повеќе. Значи, во тој документ вика меѓународен судија не сме да биде комесар на лига или у комисија за делегирање. И крај. А то делегирање во македонското првенство Комисија, комисија во комисија, моментот. да. Едно време Ти беше беше Славе Славе, комесар. да. Еве сега и да бев уште нема да смеев. Ќе морав да си дам. Оставка. Ама Пошто види, тоа го донесува пред година и пол, две, така. тоа е нешто. многу смешно. Зашто е тоа многу смешно? Затоа што доаѓаш во ситуација да те делегираат и номинираат судии кои не се ни приближно до твоето ниво, а тие се тие кои одлучуваат кој на кој надпревар ќе суди. И тоа не е коректно. Или мора да биде некој врвен делегат кој што бил врвен судија и знае како е, па може да ги номинира и делегира и кај што има авторитет и карактер за да стои позади номинациите своји. А вака 5 све е преđи бригу на другога. Знаеш, 5 члена на комисија, не сум ја оне, не он ти си, не е тој овој. Во фудбал има големи притисоци секоја година за делегирање на суди. И има ли такви притисоци Секогаш има, верувам, ние не делегираме, не знаеме. Меѓутоа, секогаш има проблеми, имало и ќе има, така да не е лесна ни таа. Не е лесно. Да не се лаже. Значи тие сме ние 50 суди што кажат, 20 и кусур парови. Врти, све се тие истите, не можеш да направиш нешто нови комбинации. Квалитетот е тој што ги имаме. Некогаш викаат, добро, Свели Начевски Николов ке судат. Разбираш, што на некој начин и ги разбирам. Да. Меѓутоа, еве не судиме ние уназад 2-3 години, има многу други што судат и гледаме колку судат и колку може да судат. А на клубовите да оценат како е најдобро. Да, тоа го забележувам дека некои од битни надпревари, важни надпревари не ги судите вие. Све се сведува кај што се надпревари од висок ризик, пак ние да ги судиме. Пак на Чески Николов, Пак на Чески Николов. Така да јас сум му рекол на него, како? Ич не мора да судиме. Ич, само тогаш ќе видат уствари колку значиме и колку повеќе ќе не цена. И така и се случи. Да, и Карбенска, например, јас до лани не судеа македонско првенство, како што знам, Карбенска или сега помалку судат. Не се толку. Поубаво е надвор да судиш, што се вика. Ја да, разбирам. повеќе ќе да цена, да. Него тука да. Да, она пошто не кеше, пошто беше и тренер, беше во и она заради тоа не беше делегирана во женската лига. По нејзина иницијатива и на клубовите. Интересно прашање имам сега ми текна. Како е на скопски суди како вие што сте да се суди во Битола? На надпревар на Пелистар, Вардар, зборам на дерби или надпревар? Сега ќе ти кажам. Јас знам што ќе ти каже. Политичко ниво? Не. Што вика? Не, дали на политичко ниво? Не. Сега ќе ти Политичко кажам, одговор, види. Политички, обично не е по политичките, ја ги викам таа бугарска политика. Битола важи за најжежок терен сега. Не дека е жежокот проблем, него едноставно атмосфера, знаат да направат, знаат притисок да направат. Луѓето разбираат ракомет луѓето. Да не се лажеме. Не се сеќам од Скопје суди да отидат да не бидат суени, викани, што не. Прв пат сега судевме Пелистер Вардар, па една минута сигурно имаше аплауз за нас двајца пред да почне надпревар. Не се случило тоа Битола, извини. Тоа е, значи тоа е доказ дека те ценат и таму, иако си од Скопје, иако му судиш на Вардар Скопски клуб, осеќа дека си коректен. Да. Точно. И тоа го препознаваат луѓето и го изманифестираа, што е за поздравување, дефинитивно. Значи шетаме од тема на тема, Ако може да. Сега ќе ве навратам малце на афричкото првенство или клубско првенство афричко. Афричко, клубско. Да, како беше да се како е да се суди таму во Тунис беше? Тоа е во Тунис туниско првенство. Аха. Иначе сме суделе два пати афричко првенство репрезентација. Репрезентација. Како што два пати афричко. Тунис е нивно првенство. Аха, Тунис га се фавричко. Како играат сега Вардар Пелистер, ама доаѓаат суди од нас. Тунис. Ние судевме 3 години поред, така судевме. И да ти кажам најискрено, едно од најтишките
земји и најтеските Која година е тоа? утакмици за судење. Тоа е одамна 2007, 8, 9. Не, сега ќе ти кажам, да, 2007, 2008, Вие, 2009. значи вие сте пак биле на почеток, да. На почеток. Многу млади. Само што положивме, се сеќам Зихев, одмани Толку бевме млади што тогаш беше Сеат Хасан Ефендич беше Аха, селектор аха. на Тунис и жена му е германка. И кога дојавме прв пат да судиме, А како дошло до баш вас да ве Па изберат? тоа Ихев одлучува. Ево Ихев одлучува и знаат Значи дале барање до не, не Ихе. само што дале барање, него знаат кој може на тој жежок терен да одсуди. Не само што дале, а ние меѓу време сме ги одсудиле сите тешки утакмици тука. Пред нас беа француските суди, едни од најаките таму на полуфинале ги има и Степано. И така дојдовме ние во комбинација да доеме да судиме. Го знаевте се до тоа? Не, сега ќе ти кажам ја. Кога го прашав татко ми, он има судено Ау. претходно таму. Како е првенството таму, како се утакмиците? Само ми рече, ќе видиш. Ништо не ми кажа. Не ти рече не оди? Ќе видиш. Види. Пет дена бевме таму, у друг град, не си у тој град кај што си игра. Пред Не ни друг знаеш град, кои цујат. играат. Значи немаш појма кои екипи играат. Не Едни ти се даваат бело-црвени, информација. други се црвено-бели. Доаѓаме со него пред сала, не возат пред нас полиција, коњи, возила борбени, не знам што. Не си видел Хајдеме, таква ме атмосфера. викам Джоле. Влегуваме железни врати, стари тоа гардеробите. Мислиш у затвор влегуваш? Да, буквално така им се. Идеме пуна сала, едните црвено-бели, другиве бело-црвени. Пред утакмицата тој им проверува ногти на играчите дали има делегати. Ногти има, ногти. Зашо за будење за Водење ги Пет гледа. делегати седат на Пет купа, делегати. никој ништо. Иде лайв пренос, пример. Сред Коментатор надпревар. иде со камера, голманот го прашува интервју, сред надпревар, таму напада тој. 3 пати 2 минути на Има публика да имаш. посебно правило, ако направат проблем публиката има Може да ја прекинеш 2 минути, утакмицата може ако да имаш 3 пати 2 минути. Добри искуства таму. И тоа ми беше муабето да се навратиме кога доевме да судиме. Првото жена му на Сеат Хасан Ефендич е германка. И кога не виде, вие ќе судите оваа утакмица. Викам, ние ќе А судиме. ние млади исто како Ние сега. млади. Вие ќе судите, викам ние. И едно време дојде, дај молим те стаите Ихаев, ние се Да ве сакреавме, да вида дека сте Ихаев суди, као може да биде Не да верува, да. поштеден. Ние у тренерки нека Е, бевме. после тоа не се смеја, виш. Не се смеја. Ни најмалку. Ама мислам дека бевте затворени во соблекувална. Еден а? сат. А тоа беше последната година. Бевме, сад Они време си се сигурно. тепаат таму на терен, ние у А, удира гардероба. по наша врата, удира и на крај од толку обезбедување останавме ја и он грб од грб да искочиме. Таму не можат изгледа да бидат задоволни од судењето. Не, види, таму Не е го таму- разбирам. Не знаеш кого Таков на е, кого му да. судиш таму. Да, таму е таков темпераментот. И јас ги разбирам и тоа е окей. Многу се Тоа е за слични нив на нас. нормално. Да, Нонстоп се слични. Искуство за цел живот. искуство. Дефинитивно, добро искуство. Да. Имате ли некоја неостварена желба да судите? Све сте осудиле некоја цел за понатака? Имам сега цел, да. Да. Лос Анџелес. Лос Анџелес, Лос 2028. Анџелес, да. ќе дојде Лос Анџелес. Нешто Уште еднаш да ги повториме, Да, ците ја уште еден круг да се сради. Нешто по два пати сте осудиле? Да. Сме одсуделе по 2 пати и сега мислам дека во историјата ќе влеземе со Лос Анџелес, ако го фатиме 5 олимпијади, тоа е за поздравување. После Нема никој. Види, татко ми има Како повеќе, Джокович што вика, знаеш, на туб бе. татко ми има повеќе, мислам, сега има веќе 5, ама како судија и како делегат. А ние како суди веќе имаме Нема никој 4. свет. Нема. имате планови војни да бидете делегати да продолжите или Па види, имаме иднина, ние имаме Не, вака има едно. Направено- Вика, како што е квалитетов на суди и Е, конкуренција, јас вика тоа може кажам. уште 5 да продолжат. продолжат, да. Да. доека има вакви суди уште 10 години ќе судиме. Ја тоа му го кажувам и така дојде А време. зашо што е причината? Што се плашат Нема интерес, младиве нема или интерес, нема интерес? нема Рачунете интерес, кај не нас се Ево, нема, кај во, нас во нема, Македонија а што слабо да се плаќа, збориме? знам дека имаше некои проблеми со плаќањето, тоа се бараше од Сега организација. качија Сега имавме нешто нешто мало, минимално, ама И ги тој тоа не е. Добре и тоа. Ама надворе уште рачуне са тој доаѓа од Веќе Норвешка, почнува да се отвара малку Еве, од малку. вие сте најдобри суди не во Македонија во светот, па вие не можете да живеете само од судење. Па види, Не сте како да живееш, прво не си осигуран, не си Да. професионалец, нели? Една повреда и те нема. И како ќе живееш? Тоа е голем проблем во Да, спортот во многу суди Македонија, да. завршиле кариери поради повреда. Поради повреда. И ти не си нити можеш да работиш од една страна нормално, нити можеш да судиш само и да живееш од сето тоа. Точно. Затоа секогаш велам ја фудбалот е бизнис, другиве се спортови. Другите се спортови, точно. Да сме у фудбал, па и баскет, ке речам, на ова ниво, како што сме О, раковме. милионери од тамна ќе бе. Е,
Многу. Многу, па добро, повеќе плаќаат таму Ептен плаќаат повеќе Види, по за Илјаници, за Илјаници. илустрација да ти кажам. Ракомет фудбал 1:10. За илустрација, само што си номиниран во фудбал, дали европско, дали светско, 50.000, само што си номиниран. Имаш посебно дневница, имаш посебно такса. Како судиш полуфинале, финале, пошто за полуфинале, финале може да те нема, една грешка и да те нема. Имаш од 5 до 50.000 евра, зависно што судиш, така да они со едно првенство може да си идат минимум 100 без проблем. Едно првенство. Џоле, прашање за тебе. Од поново имаш тетоважи на рацете? Не е понова, ја Не е имам понова. одамна, имам нови тетоважи, ако мислиш на тоа. И сега гледам дека на утакмици мораш да носиш стегач. Забрането ли е на Морам на светско само. На Ихе, светско? на ихе. Аха, на Дарување, ихе. да. Да, а на европско носам. Не можеш носам, гајле. Немам проблем. Немаш проблем. Немам Колку проблем. тетоважи имаш на раката? Многу. Многу. Многу више не таа- ги ни бројам да ти Таа кажам. љубов кон тетоважите, баш го забележав. Бара тој момент простор, на- празен. Бара простор и затоа треба поише да се Ама- шири за да има поише простор. Мора да биде стегачот во боја на кожата или како? Боја на кожата. Да. Боја на кожата и затоа Па става. не е вкусно да си у друга боја шарено. Вака кожа си него. Чим славе така. Само не знам он уште малце довде ке со што ќе ги покрие. Да, има аспирации за такива. Ама саатот го носи Еве го, саатот ти не се гледа. Така саатот го носи, Така? аман Еве. Све е Да, испланирано да, како што планирано. треба. Се испланира. Ова е само до некојаш го ова. заборава саатот. Џоле и Славе, фала ви многу, имам уште многу што да се разговара со вас. Кратко, толку ни дозволува времето. Ви посакам многу успех во Индина. Да уште еднаш да го превртите часовникот, што се вика да сврти часовникот, да ги отсудите сите големи надпреварувања и се гледаме во блиска Индина со уште поголеми ваши успеси. Ти благодариме на поканата. Ни беше чест и задоволство да бидеме твои гости. Се надевам дека и луѓето пред малите екрани ужива и се гледаме некоја наредна прилика. Се гледаме. Поздрав. Драги гледачи, бидете со нас и следната недела на YouTube каналот на Слободен печат. Пријатно.